Дозволете да ве поздравам, благодарам на вашето присуство. Навистина сум среќен за ова средба која што денеска остваривме со нашата сестринска партија, Социјалдемократската партија на Босна и Херцеговина. Беше на неколку пати закажувана, еве сега имаме прекрасна можност да преку еден ваков работен состанок размениме драгоцени искуства. Имаме многу што и ние да научиме од Босна, како искуства, но имавме и што да пренесеме заради тоа што пред 2 месеци имавме избори во Македонија, кои што беа резултат на упорна борба на опозицијата во обезбедување на услови за регуларни, фер и демократски избори. Во Македонија се одржаа кредибилни и регуларни избори. Не беа тие до крај фер и демократски, но немаше фалсификат на самите избори, кој што е многу значајна работа, пред се заради граѓаните, заради кои што работат и постојат политичарите и политичките партии. Со социјалдемократите од Босна и Херцеговина имаме многу што да соработуваме. Ние се познаваме и лично, нашите раководства се долгогодишни пријатели и можеме многу што да пренесеме искуство. Секако денеска потврдив дека во есента ќе бидам јас и раководството на мојата партија присутни овде во Сараево на една голема регионална средба на социјалдемократите, социјалистите и левичарите генерално од целиот овој регион, за да ги промениме искуствата, но се надевам дека Македонија ќе биде една убава позитивна порака за целиот регион, дека е возможно партиите со лева ориентација, социјалдемократите, повторно да добијат шанса од граѓаните, за да ги пополека нормализират сите овие национализми, па и радикализми кои што се повеќе се појавуваат во мултиетничкиот Балкан. Доаѓам исто така од една мултиетничка држава, Македонија е исто така мултиетничко општество. Навистина сум горд што мојата политичка партија ја поддржуваат граѓаните од сите етнички заедници. Јас верувам како левичар во овие вредности дека мултикултурализмот представува ветар во грб за развојот на државите, а не слабост и пречка во незиниот развој. Таа вредност треба да ја искористиме, за да можеме здружени во различностите да и помогнеме на нашата земја, за која што функционираме, соодветно на тоа и Босна, СДП за каде што функционира, но и на сите граѓани без разлика од кој етникум се, од која вера припаѓаат или слично. Истовремено денеска сум овде и по повод примање на една награда, која што ќе биде доделена од дирекција Агенција за најградоначалник, најбизнисмен, најекономисти. Тоа се случи некаде летото, но заради изборите не бев во можност да ја примам наградата. Денеска ќе бидам овде присутен, но имам и неколку други средби во Сараево, да се видам со пријатели, луѓе кои што ги познавам овде, но секако и да имаме прилика да го видиме убавото Сараево, кое што секогаш предизвикувало позитивна чувства кај нас македонците, заради тоа што си верувајте дека и во Македонија се уште останаа чувствата од бивша Југославија, каде што граѓаните беа навистина поврзани од сите етнички заедници, од сите религии, и веруваме дека токму тие чувства ќе бидат дополнителна причина да ги зголемуваме соработките кои што доаѓаат во периодот пред нас. Повелете, ако има и некои прашања, јас сум подготвен да дадам одговор во врска со тоа, а после тоа исто така сум подготвен да останам и да ви дадам дополнителни одговори на прашања поврзани со Македонија. Повелете. Добар дан, Ал Джазира Синаша. Evo, molim vas, s obzirom da je gospodin Nikšić najavio, da li ste novi, odnosno budući premijer Makedonije, odnosno da li je dogovor sa Dujićem napravljen, da li je to gotova stvar? Ево вака, синоќа знам дека раководството на Демократската унија за интеграција донесе одлука да ги обезбедат подписите и да ги дадат, заради тоа што како второ рангирана партија бевме условени од претседателот на државата Ѓорги Иванов да обезбедиме подписи за да ни биде даден мандатот. По нашиот устав тие треба да го дадат веднаш мандатот. Сега се веќе обезбедени подписите за добивање на мандатот. Јас верувам дека остануваат мал дел од преговорите околу формирањето на влада, заради тоа што најзначајните прашања, тоа се идната владина програма,
платформата на социјалдемократите, платформата на албанските политички партии, законот за употреба на езиците усогласени. Тоа беа суштествените работи. Останува да седнеме со претседателите на другите партии, да се договориме за ресорите, за кадрите во делот на владата и верувам дека за некои 10 на 15 дена Македонија ќе има нова влада предводена од социјалдемократите.